Обвинителството побара, а судот одобри 30 дена притвор за двајца скопјани за кои полицијата се сомнева дека ја креирале и ја одржувале групата Јавна соба, во која беа злоупотребувани лични податоци на девојчиња и жени. По произнесување на јавниот обвинител и осомничените лица во присуство на нивен бранител, како и ценење на фактите и доказите и висината на предвидената казна за конкретно кривично дело, судија на претходна постапка го прифати предлогот на обвинителство и на осомничените им одреди 30-дневен притвор затоа што постои опасност од бегство, основен страв дека ќе влијаат на сведоците, но и дека можат да го повторат или довршат кривичното дело. Освен што ја креирале групата, полицијата денеска соопшти дека се сомнева дека двајцата скопјани сториле кривично дело производство и дистрибуција на детска порнографија. Се тоа се случувало во периодот од декември 2019 до крајот на јануари 2020 година. Од јавното обвинителство велат дека двајцата осомничени биле должни да се грижат за текстовите и видеата што се споделувале во групата Јавна соба. Сепак велат оттаму со умисла дозволиле во групата да се споделуваат аудиовизуелни материјали на кои се прикажани очигледни полови дејствија со дете. Поради обемноста на материјалот, а во интерес на истрагата, обвинителство досега не беше во можност да ги сподели овие податоци со јавноста. Во врска со досегашните пријави од оштетените и жртвите, се уште трае предистражната постапка, па доколку се утврди дека е сторено кривично дело кое се гони по службена должност, јавното обвинителство ќе постапи согласно своите надлежности. Драги Змјанац од детската амбасада Меѓаши во интервју за вечерашното издание на Трилинг вели дека нема сомнеж дека Јавна соба представува компјутерски криминал преку кој се вршело родово насилство. Значи, Јавна соба е сајбер насилство и родово базирано насилство. И тука немаме ние како организација дилеми. Проблемот е во тоа колку државата е подготвена да се справува со ваков тип на атаци на детската млада личност. Една компрометирачка фотографија на јавна сцена, каде што не може секоја млада детска личност под 18 години да се справи соодветно, иако е компрометирана и уценувана и малтретирана, има случаи кога детето си го одзема животот како знак на немок да се справи со оваа патологија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера најави дека МВР врши истрага и за други две слични групи како што беше Јавна соба, а министерот за правда Бојан Маричич пак претходно изјави дека во измените на кривичниот законник ќе биде вметнато ново кривично дело демнење.